Интересен момент за студентите, но и интересен и за граѓаните. Во образовниот процес на Меѓународниот славјански универзитет се вклучува робот. Што е тоа? И зошто? Па еве, за прв пат ова година имаме робот во нашата кампања. Вообичаени активности кои универзитетот ги спроведува уназад 21 година веќе. Во овој период, нели, актуелно е, одиме како универзитет во средните школи и ги представуваме можностите за матурантите во сите градови. Одиме повеќе екипи, а оваа година за прв пат имавме и робот. Роботот е, да така мала атракција за матурантите, неговите движења и неговите можности ги програмира студентите од факултетот за технички факултет и информатика. И навистина донесе на свежина во однос на кампањите. Матурантите прилично таа вообичаена дистанца која се јавува помеѓу презентерите и матурантите, некако многу брзо ја рушивме и постигнавме одлични, да речам, одлична комуникација со матурантите, многу послободно, многу по-конкретно и навистина наидовме на голем интерес од страна на матурантите, конкретно за сите факултети, а посебно за факултетот за техничкиот факултет и информатика. До сега во кои градови направивте и како ќе тече кампањата во останатите, кога Велес ќе дојде на ред? Па да, за жал трагедијата во Кочани ја помести нашата кампања и ние како универзитет тоа како го осетивме. Меѓутоа започнавме од претходната недела, минатата недела во повеќе градови. Веќе ги завршивме презентациите во средните школи во Битола, Прилеп, Охрид и Струга. Веќе се закажани презентации во други градови, например во Велес ќе бидеме во среда, во Куманово, во Штип, Свети Николе, Кавадарци и Неготино. Така да очекуваме таму некаде после празниците веќе да ги покриеме и останатите градови во Источна Македонија и вклучително и Скопје. Значи, вклучително и матурантите од Скопје. Започнавме и да завршиме со изумот на вашите студенти. Значи ли дека универзитетот навистина располага и може, освен со знаењето, да им овозможи и додатни активности за да можат младите кои што ќе ја изберат информатиката, токму да создаваат производи кои што се потребни, ќе кажам јас, не само во бизнисот, туку и во останатите сфери на општественото живење во нашата држава. Апсолутно. Сите студиски програми ние ги усогласуваме со потребите од реалниот сектор. Еве конкретно бидејќи го спомнавте техничкиот факултет и студиските програми од областа на информатиката, благодарение на сите на повеќето IT компании со кои соработуваме, каде што редовно одат студенти на практична настава, повратни информации добиваме што се бара на пазарот, кој е трендот и така натаму. Токму така и ги концепираме студиските програми, го бираме и кадарот и автоматски уште во текот на самите студии на студенти, посебно втора, трета година, во завршни години, студентите имаат многу дополнителни активности покрај на редовна настава и скоро е да е невозможно да имаме студенти на информатика во трета година, завршна година, а да останат без работа, што е голема предност во денешно време. Факт е дека во државата имаме дефицит од ваков кадар и навистина голема побарувачката и секој млад човек кој ќе се решил да студира од областа на информатичките науки, сметам дека има голем потенцијал, бидејќи работат за странски пазари и доста и примањата и платите се високи, така да навистина атрактивно и студентите се доста мотивирани да вложуваат во себе, да бидат активни, да партиципираат во сите активности заедно со нивните професори, асистенти и така натаму, така да сме многу задоволни во тој поглед.